Денеска завршува рокот кој владата му го даде на концесионерот за изградба на хидроцентрала на река Блатешница, а во меѓувреме не започнаа никакви градежни активности на терен. Жителите на село Блатец пред 3 дена испратија официјално барање до владата и ресорните министерства, преку кое се надеваат дека концесијата нема да биде продолжена и на тој начин нема да се изгради хидроцентралата. Како што велат, посочени се 3 главни причини на кои се потпираат, со цел да нема продолжување на концесијата, а со тоа ќе го заштитат водоводот, каналот за наводнување и животната средина. Денеска е 7 март, ден кога што кој беше предвиден како последен ден, владата и даде рок на концесионерот да започне со град. Се надеваат дека во најбрз можен рок ќе добијат одговор кој го очекуваат, со што ќе се стави крај на изградбата на хидроцентрала на река Блатешница. Во меѓувреме истакнаа дека будно ќе следат ситуацијата на терен. Се надеваме дека во најкраток можен рок ние ќе добиеме одговор и секако одговор кој што ќе биде круна на целата таа наша борба, тоест укинување на концесијата. Ние продолжуваме со будност да ги следиме настаните, меѓутоа патот ќе биде во некоја мерка на полабаво надгледување, затоа што и официјално концесионерот со известувањето од градоначалникот не смее да се движи во тој правец, значи сите негови активности идни после седми се илегални, да речеме, и за тоа се надлежни органите на прогон. Меѓутоа, имајќи го искуството од нашето 10-годишно противење и борба околу тоа, ние остануваме и понатаму будни и следиме се што ќе се случува на терен и ќе реагираме соодветно, затоа што блокадата како блокада се уште си е легално пријавена во Министерството за внатрешни работи. На празникот Свети Трифун жителите од село Блатец со жив штит го бранеа просторот, со цел да не започне изградбата на хидроцентралата. Организираа и двочасовен протест со блокада на патот Виница-Берово, а поддршка добија од невладини здруженија и организации, како и од градоначалникот на општина Виница.